издание. Со што ќе се соочи Бајден на Блискиот исток по зголемување на тензиите со Иран за време на администрацијата на Трамп. Сув мраз ќе помага во складирањето на вакцините против COVID-19. А како политичката поделеност во САД потикна затворање на Facebook профили. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД Доналд Трамп ја напушта функцијата во време на зголемени тензии во Иран по убиството на иранскиот нуклеарен научник. Што го очекува Бајден и какви ќе бидат политиките на неговата администрација кон Блискиот исток? Од прилогот што следува. На спогодбата Абрахам, која ги нормализираше односите на Израел со Обединетите арапски емирати и со Бахрейн, а која беше подпишана во септември, се гледа како на најзначајно достигнување во надворешната политика на председателот Доналд Трамп. По децении на поделби и конфликт бележиме нова зора за Блискиот исток. Спогодбата ја измени регионалната перцепција стара со децении дека мир меѓу арапите и Израел не може да биде постигнат без решавање на прашањето за државност на палестинците. Спогодбата исто така ги рефлектира подобрените врски на Израел со неговите арапски соседи, додека се соочуваат со Иран, заеднички непријател кој е ослабен поради огромниот притисок на Трамп за санкции. Новоизбраниот председател Џо Бајден вели дека поддржува признавање на Израел од повеќе земји, но и дека ги има предвид барањата на палестинците. Јас исто така верувам дека Израел треба да биде подготвен да работи кон вистинско решение за две држави. Бајден вети дека ќе се врати на договорот од 2015 година, од кој Трамп се повлече во 2018, а која суспендира иранската нуклеарна програма во замена за олеснување на санкциите. Планот може да биде искомпликуван поради неодамнешниот атентат на врвниот ирански нуклеарен научник. Белата куќа не го осуди нападот за кој Техеран го обвини Израел. Мислам дека режимот ќе се воздржи, како што направи по атентатот на Касим Сулеймани, ќе чека да дојде администрацијата на Бајден да види дали може да направи некој договор со него, иако тоа би бил многу трнлив процес. Но факт е дека Иран во овој момент не може да си дозволи воен конфликт со САД или со Израел, па и со било кој друг. Додека Трамп ги предпочита билатералните односи кои често се базирани на лични врски со странските лидери, се очекува дека Бајден ќе има по-мултилатерален пристап со сојузниците. Сепак, аналитичарите не очекуваат драстична промена на американската политика кон регионот. Но секако друг тон и друг вид на вклученост. Мислам дека луѓето, особено оние кои се активни во полето на човекови права и демократија во регионот, со нетрпение ќе очекуваат тие две прашања да станат повторно важни за САД, не да бидат агресивно промовирани, но барем да бидат поддржувани. Како Трамп и Бајден се заложи за секогаш да стави крај на војните во Блискиот исток и во Авганистан и да се фокусира единствено на терористичките групи Ал-Каида и Исламска држава, како и да стави крај на поддршката на војната во Јемен, која ја водат саудиците. Аналитичарите предупредуваат дека намаленото воено присуство во регионот има последици. Може да има намалено влијание на Блискиот исток и може да има враќање на ИСИС, нашите непријатели, да се вратат на Блискиот исток. Има многу нешта кои треба председателот да ги земе предвид и да се справи со нив во предстојната година. Во првите месеци Бајден веројатно ќе се фокусира на одговорот на пандемијата дома, вклучувајќи ја дистрибуцијата на вакцини, па голем дел од надворешната политика би делегирал на неговиот избор за државен секретар. Ентони Блинкен има работено со Бајден речиси 20 години, вклучувајќи и на политиките кон Блискиот исток, со мешани резултати во Египет, Ирак, Сирија и Либија. Политичката поделеност во САД се одразува и врз социјалните медиуми. Некои луѓе ги затвораат нивните Facebook страници, поради како што велат говор на омраза. Американските избори завршија додека COVID се уште се шири. Две прашања кои продолжуваат да го делат американското општество. Hey Eddie, how you doing? Семејството на Кевин Макмулен практично не зборува со него, откако во 2016-та гласал за демократката Хилари Клинтон на председателските избори. А тогаш кога зборуваат, разговорот често завршува во кавга.
Роден во Пенсилванија, Мекмулен се преселил во Њујорк пред 15 години. Деновиве тој ретко се враќа дома да го види семејството. Љубов Борот и незиниот брат Јаков дошле во САД од Русија пред повеќе од 4 децении. Тогаш Џими Картер бил председател. Тие гласале за Роналд Реган и потоа и за други републикански председателски кандидати. Но по Џорџ Буш, Љубов Борот гласала за демократи и односите со незиното семејство се влошиле. Ја, например, не разговарјам со своји... Не зборувам со сестра ми, не зборувам со мој пријател по 25 години пријателство. Тоа боли. Растечката поларизација во САД не е нов феномен, но социјалните мрежи се чини дека го влошуваат конфликтот и уриваат пријателства. Јас лично престанав да следам некои луѓе од 2008-та, 2016-та, па дури и оваа година. Су Шеф е авторка на книгата Нација на срам, глобална епидемија на омраза на интернет. Таа вели дека кога не можете да се сложите за одредена тема со некого, најдобро е да престанете да ги гледате содржините на тоа лице што ги постира на социјалните мрежи. Омразата, поделеноста не се здрави за никого. Интересно е што оние кои поддржуваат демократи имаат тенденција да престанат да следат луѓе со спротивни ставови 3 пати почесто отколку обратно, вели студија направена од Институтот за истражување на религијата. И околу 80% од гласачите признале дека немаат блиски пријатели кои гласале за спротивната партија. Дури сајтовите за наоѓање партнер станале политички, известува институтот. Повеќе од 84% од регистрираните корисници велат дека не сакаат да излезат со луѓе кои со нив политички не се согласуваат. А што се однесува до Кевин Мекмулен, тој пред неколку години ја затворил својата Facebook страница зашто се уморил од целата агресија, вели, и покрај тоа тој се надева дека врските со семејството со време ќе се стоплат, зашто, како што вели самиот, без оглед кој ја води државата, семејството никогаш не се менува. Сув мраз би можел да помогне во складирање на вакцините против COVID-19 на минус 70 целзиусови степени. Компаниите велат дека производството на мразот ќе биде 24 часовна работа. Голем предизвик за дистрибуција на вакцината на Pfizer и BioNTech ќе биде незиното чување на ниски температури. Мора да биде чувана на минус 70 до минус 90, а тоа може да се направи со сув мраз. Но овој производител на сув мраз од Балтимор, кој има децениско искуство и 5 складишта, вели дека нема да се надпреварува за да го добие бизнисот. Ова ќе биде договор на национално ниво. Не верувам дека има една компанија за сув мраз која може да го покрие сето тоа. Повеќето компании како Capital Carbonic веќе ја произведуваат потребната големина и форма на сув мраз. Pfizer, веројатно и другите производители на вакцини, ќе имаат потреба од мраз кој ќе биде помал од стандардната големина од 5 на 8. Оваа палета би влегла во кутиите многу полесно од вообичаената од 5 на 8. Многу биомедицински истражувачи ја користат. Иако задачата делува застрашувачки, Велден вели дека тие со години работат со Националниот институт за здравје, па неговата компанија е подготвена за предизвикот. Подготвени сме. Мислам нашите резервоари се полни. Способни сме да работиме 7 дена во неделата. Capital Carbonic очекува кога ќе започне дистрибуцијата, производството на сув мраз ќе биде 24 часовна работа. Благодарам што не гледавте. Имајте убав викенд.